Здрава Македонија, добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Сите сме подготвени тука во нашето студио, па да не должам повеќе, веднаш ќе ги повикам нашите надпреварувачи да седнат по нивните надпреварувачки кабини. А прво, како и секогаш, ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Јонче и Бошко. Повелете. Марче, добро вечер. Здраво, господа. Здраво. Здраво, Марче, здраво. Да. Расположени за игра? Па секако. Какви секогаш, иначе немаше да бидете тука. Па нормално, така е. Супер, минатиот пат добро поминавме, така? Не беше лошо, добро. Не беше лошо. 15-ка, така си заминавме со една максимална парична награда. Денеска ќе гледаме да го повториме успехот. Тоа ќе гледаме здраве. Сега да ги поминеме двете рунди, па потоа. Точно така. Имате нови надпреварувачи. Ќе треба прво нив да ги елиминираме, па да одиме понатаму. Нема да ви одзимам повеќе време, ве знаат гледачите кои сте, што сте, како сте. Да нема одзимаме ни време, ниту на вас концентрација. Домакини, победете во домакинската кабина. А за да си продолжиме понатаму, мора да ги запознаеме и нивните противници. Денеска, во улога на предизвикувачи Петар и Сашо. Повелете. Здраво. Здраво. Сашо, здраво. Како сте? Добре. Расположени? После колку време во Листа за 300? Скоро една година. Скоро една година. Минатата сезона? Да. Какво беше искуството минатата сезона? Ништо не направивме. Значи денеска сме дојдени на поправен, да видиме што како ќе бидат работите, баш ме интересира. Но ај на брзина да им освежиме меморијата на нашите гледачи. Кој сте, што сте Петар? Петар, доаѓам од Прилеп. Имаме учествувано до сега. Не ни е прв пат. Така. Мислите ли дека денеска ќе имаме подобар резултат од претходно? Па дојде се да подобар резултат, имаме многу јаки противници, докажани што се излажи. Ако не им се плашиме, така ли? Така. Точно така. Сашо од Прилеп. Вработен во Тикпеш, ги поздравам вработените од Тикпеш. Голем поздрав и од мене до нив. Да. Супер. Навиваат се денеска, значи за тебе. Да ги поздравам ученијата во Германија, Марко и Дамјан. Голем поздрав до Марко и Дамјан. Марко твој именјак. Најшто интересно, Марко именјак, а Дамјан па кумот ми е, што се вика мислам. Супер. Баш ми е драго да се живи и здрави. Не гледат ли таму во Германија? Гледат и големото е 7 години скоро. Супер. Прави другото 2 години. Нека се живи и здрави. Секој нека се здрави и живи. Супер. Баш ми е драго. За денеска подготвени, така? Така се викаме сега, да видиме противниците се добри. Ќе видиме како што рекаме, не им се плачиме. Храброво продолжение и тоа е тоа се. И среќата треба да не послужи, така ли? Така е. Почуваме како предизвикувачи, баш да видиме до каде ќе стигнеме. Паче предизвикувачката кабина, повелете. Јончи, Бошко, односно Петар и Сашо се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно ќе ги провериме дали работат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. Ќе ве замолам за таа цел прво да исклучиме домакинската кабина, а Петар и Сашо, дали се слушаме? Да, се слушаме. Одлично. Знаете, веќе не ви е непознато, но уште еднаш ајде да повторам. Во продолжение, ако имаме било каков технички проблем, веднаш да ми сугерирате. И ако нешто не сме се разбрале, не сум кажал како што треба, и их други причини, веднаш да ми кажете, да ме прашате, важи, за да немаме некој недоразбирање и на тоа да изгубиме поен непотребно. Во продолжение со среќа сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на домакините Јонче и Бошко, дали се слушаме? Да. Може да започнеме, домакини? Може. Готово, договорено. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Домакините дадоа зелено светло, предизвикувачите се расположени, па да започнеме. А започнуваме како и секога со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи. Зборови што почнуваат на тра, односно ТРА. Бараме зборови кои ги има во македонскиот дигитален речник, кои почнуваат со буквите тра и кои содржат максимум 6 букви. Еден избор може да го кажете само во еднина и само во еден род, без членување. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и слично.
Јончи и Бошко, дали не е јасна темата? Петар и Сашо, дали не е јасна Да, темата? Јас уште еднаш ќе повторам, само колку за да нема недоразбирање некое. Бараме зборови кои што со точно 6 букви кои почнуваат на тра, односно Т, Р, А. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. О, таа улога денеска се Петар и Сашо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Петар и Сашо, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5, Фала. 5, 6. 6, 7, 7, 8. 8, 9, 9, 11. 11, 12, 12, 13. 13, 14, 14, 15. едно повеќе 15, 16, 16, Тројца, тројмине. 16 беше? да, 17. 17. Ај нека одговарат. Да одговарат. Ајде. Ајде да видиме. Немаме многу надавања, 17 полиња. Јончи Бошко, ако сте подготвени, може да започнеме. Трајно. Трајно. Така е, точен одговор. Траект. Траект. Така е. Траума. Траума. Така е. Трахеа. Трахеа. Може да може така? Може, не може. Не знам. Само во еднина, да. Добро. Јончи Бошко, трахеа го има, но за жал во македонскиот јазик се пишува трахеја. Ау, Да. со Ј. Со Ја. Искрено ја не го знаев тоа, да. Еве сега го дознав. За жал, 7 букви се. Ништо не е готово, не сте, мислам, сте биле во ваква ситуација, сконцентрирано во продолжение. И уште еднаш ќе кажам, слободно прашувајте ме по неколку пати во врска со темата, за да ги разјасниме работите ако нешто и најмалце не е јасно. Петар и Сашо, добре искористивте оваа шанса и си приграбивте поен. Вака јас ќе издвојам еве неколку зборчиња за да не ви го зима времето. Стварно нема премногу, барем јас немам тука издвоено премногу, ама имаме трагач, трагик, потоа траек, траење, трајно, потоа тракне, трампа, трапез, трапав, трапер, трапка, потоа траска, трасне, траума, кажавме добро и така натаму. А сега, драги гледачи, време е за втората лицитација. Јас верувам дека Бошко и Јонче ќе дадат се од себе за да направат пресврт, односно да го добијат овој поен и потоа да барат пресврт на пенали. Но верувам дека исто така и Петар и Сашо нема тек така да се откажат од победата која што им е сега на дофат. Затоа да не должам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: македонски филмски актери. Извор: базата на ИМДБ. Бараме имиња на македонски актери кои играле во најмалку еден македонски игран филм. Можете да го кажете и само презимето, но ако ги кажете и името и презимето, двете мораат да бидат точни. Кај актери со исто презиме, ќе мора да ги кажете и името и презимето. Јончи и Бошко, дали не е јасна темата? Машки актери, да не машки сгрешим. актери, да не погрешиме кои играле само во филмови. Значи, Зашто преска не погрешим, Најмалце. мајде не мора.
Петар и Сачо, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација, при второто надавање, први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Јончи и Бошко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Петар и Сачо, а Јончи и Бошко, која ќе имате понуда, кажете ни. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 12. 12. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. Стигнавме до 20. 21. 21. 22. Едно прашање, дали 23. може... Живи и умрени? Да. Да. Да, Добро. Што, добро. 20 колку беше? 22. 23. 23. Тоа што ме праша и вашите противници, значи без разлика дали се живи, починати актерите, сите може да ги кажете кои што имаат играно барем во еден македонски игран филм. 26. 26. Значи можете сите актери да ги играте 27. од почеток на македонска кинематографија. 27. 27. Нека одговарат. Нека одговарат. Абе 20. Има. Ќе ме причекам, ајде договорете се. Без 9. 29. 30. 30. Абе има. Колко че 30? Не знам, има вече. Има вече нещи, къде има стари, и почина дик. Няма да ти знаеш сите. Нема да ги стари. Искам да 30, нека одговарат. Ај, нека одговарат. Да одговараат. По кратка консултација, Петар и Сашо решија да им дадат шанса на Јончи и Бошко сами да одлучат за својата понатамошна судбина во листа за 300. Баравме македонски филмски актери, како што рековме, сите актери се во игра, без разлика дали се живи, починати. Она што е важно да имат барем еден македонски игран филм Добро. снимено, односно играно во еден македонски филм. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Почнуваме со доаенот Петре Приличко. Петре Приличко, Игор Жамбазов. така е, Петре Приличко, прв точен Со одговор. внук му Игор Жамбазов. По Игор Джамбазов. Игор Джамбазов. Така е, Ристо Шишков. Ристо Шишков. Така е, точен одговор. Ѓорѓи Колозов. Ѓорги Колозов. Така е, Ванчо Петрушевски. Ванчо Петрушевски. Како беше Ѓорги Колозов, беше македонскиот цар, така? Да. Така е, точен одговор. Гоце Тодоровски. Гоце Тодоровски. Точен одговор. Димче Мешковски. Димче Мешковски. Точен Благој одговор. Чоревски. Благоја Чуревски. Точен одговор. Драган Спасов Дац. Драган Спасов Дац. Точен одговор. Тони Михајловски. Тони Михајловски. Така е, точен одговор. Ѓорѓи Јолевски. Молерот од Викенд на мртовци. Така, Ѓорги Јолевски. Чекај се. Значи, Ови дади. 11 точен одговор. Не, Ама- Владимир Ангеловски. Владимир Ангеловски, да.
Владимир Ангеловски. Ама Колен Делски дали играл Македонски. Мај нека го има, играл нека го. 12 точен одговор. Мето Јовановски, брат му Владо. Мето Јовановски. Така е. Владо Јовановски. Владо Јовановски. Така е. Данчо Чевревски. Данчо Чевревски. Така е, точен одговор. На пола сме веќе. Сенко Велинов. Сенко Велинов. Да. Така е, точен одговор. Илија Джувалековски. Илија Джувалековски. 17 точен одговор. Јовица Михајловски. Јовица Михајловски. Така е, точен одговор. Сашко Коцев. Сашко Козев. Од новите филмови ги имаше. Да, ги има во доста филмови игра. Така е, точен одговор. Па тука го има и тоаш и Игор Ангелов. Игор Ангелов. Така е. Тоше има. И чекај сега. Тако и Да прашам. Шом глумел. Глумел во една ваква. Глумеца, така? Да. Чекај. Од К15 двајцата на Балкан Канко и да Италија Васко Тодоров Васко Тодоров. и Бранко Огњановски. И Бранко Огњановски. У Балкан Кан игра. Да. Така е, точен Бранко одговор. Огњановски. Бранко Огњановски. Така е. Роберт Велјановски. Роберт Велјановски. Така е. Дарко Дамевски. Дарко Дамевски. Уж колку ја Печес. Така е. Уште Уште 6. шест. Силмон Аристо Шишков, Васил Шишков. Васил Шишков. Така е. Владен Крстевски. Младен Крстевски. Така е, Младен Крстевски е точен одговор. Тука ми текна бе од овако Кили. Кирил Попхристов. Да, Кирил Попхристов. Да, он исто у Балкан Кан игра. Не и овamo имаше татовирање од Да, тие. има многу. татовирање. Многу имаше Кирил тие. Христов. Познат во јавноста како Кили, точен одговор. Уште 3. Може да има, ма не верувам дека има Лазар. Кој е Браско? Лазар Бракович. Лазар Брако. За Монаско се шо. Кој е тој? Лазар? Руднис Муратовски. Не, чек. Не. Игор Стојчевски. Кој е тој? И исто го. А го знаеш? Не знам. Тоа тие новите би требало да нови филми. Игор Стојчевски. Од Кој филм? Сашо Тасевски. Треба да игра негра. Не знам. Колен Геловски има многу српски, ами мора да има некој игра на македонски филм. Има шанса да има Колен Геловски. Коле Ангеловски. Коле Ангеловски. На последното се. Чекај. Така е, точен одговор. Две има уште. Уште две има, така? Уште 2. Петар Арсовски.
Петар Арсовски. Точен одговор. Никола Рестовски се чуе Игор Сплезер. И уште еден. Се. Двете керки што има. Галосана Белој, како се каже? Не, тумше не. На двете керки на Ана и на Нена Стојановски. Нена Стојановски. Ненад Стојановски. Така, на Ана и на Јана. На Јана и На на Јана, Мои добри пријателки, голем поздрав до нив. Легендарен актер, за жал многу млад почина. И 30-ти точен На Силвија, одговор може. за вас двајцата, точно така. Исто така наша актерка. Браво за Јончи Бошко, без некој поголем проблем, сепак се испостави дека во право беше Сашо кога рече дека треба малце повеќе да се наддава, но тоа е што е. Се уште ништо не е изгубено, Илија да. Милчин, Шишман Ангеловски, Уште Стойковски. многу, Има уште да. многу, уште... Точно така, уште многу актери има, ќе прочитам дел. Прво да им честитам на Јончи Бошко за освоениот поен, но ништо не е готово, се уште ги имаме пеналите. Сега кој што ќе одлучат, драги гледачи, кој од овие два надпреварувачки пара ќе застане тука на главната сцена. Но пред да преминеме на пеналите, на кратко да прочитам уште неколку од оние македонски филмски актери кои што нема, нели, не стигнаа да ги кажат Јончи Бошко. Тука ги имаме Александар Микиќ, потоа Ацо Јовановски, сега ќе морам да ќе се помачам малце. Васко Тодоров кажавме добро, Висар Вишка, потоа Владимир Јачев, Гораст Цветковски, Горан Илич, Дарко Дамевски кажавме, Дејан Лилич, Диме Илиев, потоа Илија Милчин, Емил Рубен, Зоран Љутков, Игор Стојчевски, како што спомнавте, исто така немаше да погрешите со ниеден од тие кои што ги споменавте, сите ќе беа точен одговор како и да е. Потоа Никола Ристановски, да, така е. Рубен Смуратовски, Сашо Тасевски, Сенко Велинов, кажавме Славиша Каевски, потоа Тони Нумовски, Фирдаус Неби, Шишман Ангеловски и уште многу други имиња има тука кои што ете не стигнав ја сега да ги кажам во овој момент, нека не ми замеруваат. А сега се селиме на пеналите, кои што како што реков ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука и ќе има шанса да си освои парична награда. А темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Не каниме". Бараме зборови од 3 и повеќе букви што се содржат во песната "Не каниме" во изведба на Миле Кузмановски. Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Јончи Бошко, дали ни е јасна темата? Петар Исач, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши. Кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи ќе треба да бидат внимателни нашите надпреварувачи да не си дадат одговори едните на другите, да не си откријат. Само заборавив да кажам дека зборовите од насловот не можеме да ги играме. Први започнуваат, како што ви е веќе добро познато, предизвикувачите. Па, Петар Исач, кога ќе имате одговор, кажете. Очите. Очите. Така е. Љубов. Љубов. Така е. Слушнала. Слушнала. Точно. Ќе морам да... Песна. Песна. Така е. Таква. Таква. Точно. Премолчиме. 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 И тоа е точен одговор.
Ке морам да почнам да бројам. Петар и Сашо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Сум. Сум. Петар и Сашо, сум, за жал нема во песната, но ништо не е готово. Сега се селиме кај вашите противници да видиме доколку погрешат, продолжуваме понатаму како ништо да не се случило. Јончи и Бошко, дали имаме зборче? Душава. Душава. За среќа на Јончи и Бошко, Душава го има во оваа песна, но на штета на Петар и Сашо. Требаше да одиме со Многу ми е жал, Петар и Сашо, на допатни беше... Не, место сум требаше си видела. Не се видел, Ајде, не сум видела. О, да, се разбравме сега. Така. Штета, баш ми е криво, супер бевте денеска. Може би е стварно малце ни фалеше да надавам малце повеќе сега, не знам што да кажам. Не знам колку актери, може уште 20 да наредат. Уште 30. 30, да. Може би ќе требаше да надаваме до 60-70 на таа тема, но кој да знае сега, нели, никој не претпоставува. Супер бевте. Ја мислам дека наредниот пат веќе кога ќе дојдете, ќе биде се поинаку. Фала ви за учеството денеска. За жал работите не излега онака како што посакувавте, но јас знам дека ќе дојдете уште еднаш и дека работите ќе бидат поинакви. Ви благодарам за учеството денеска. За жал морам чао да ви кажам сега. Јончи и Бошко, честитки, уште една победа. Повторно ќе се дружиме тука на главната сцена, ќе имате шанса да си освоите парична награда, но пред да ве повикам тука да ги прочитам на брзина. Не сакате, верувај. Зборови од песната не каниме. Те слушам, мирисаш пред мене, а вгради срце и невреме. И не знам како ќе ми помогнеш за да побегнам од тебе и од себе. Те слушам и не си верувам. Зар можам таков да бидам јас? Да љубам кога срце не сака, кога немам никого на дуњава. Не кани ме со очите, не барај таква љубов да премолчиме. Ке заврне во душава, таква тажна песна не си слушнала. Ме боли тоа што немам збор, немам ни уста, немам ни одговор. И кажи небесна убавино како да го прелажам јас срцево. Те слушам, ништо не разбирам, љубовта велиш не одбрала. А дали една си ме прашала, дали љубам некого на дуњава. Тоа се песните тоа се зборовите од песната Не каниме во изведба на Миле Кузмановски, а сега време е да ги повикам Јончи и Бошко тука на главната сцена да ги соочиме со нашата тема и да видиме дали ќе заминат од нашето студио повторно со парична награда. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Јончи и Бошко повторно се тука со мене на главната сцена и повторно ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Но пред да слушнеме сите и да почнеме да одговараме дали од дома, дали од тука од студиото, на брзина да се потсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори како минатиот пат за да освоиме на максимална парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950 за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра, која што ја освоивте минатиот пат. Има многу интересна тема, се надевам дека нема да ви биде премногу проблематична. Ќе видим. Нема да ви одземам. Некад полесни теми, па тоа се Да, ќе видиме. Точно. Слушајте вие добро, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема Жени добитнички на Нобелова награда. Извор сајтот на Нобелова награда. Бараме жени добитнички на Нобелова награда од 1901 година па се до денес во сите можни области. Можете да го кажете само презимето, но ако ги кажете и името и презимето, мора и двете да бидат точни. Јончи и Бошко, дали ни е јасна темата? знаем, ама слабо. Ќе видиме. Додека не почнеме да одговараме, нели? Не можеме да знаеме, може понекогаш и самите себе си ќе се изненадите. Тоа е со мајка Тереза. Започнуваме со добро познатата нашата скопјанка, мајка Тереза. Марија Кири. Марија Склодовска Кири.
Таа е воедни првата жена добитничка на Нобелова награда. Индира Ганди, дали има Нобелова И тоа не се лажам и во две категории доби физика и хемија. Индира Ганди, мислиш? Индира Ганди, не знам дали има тоа. Дали се мешам со нешто друго ја. Чекай. Нобелова награда. Дали има дали. Ај некој од тие као сега да видиме. Со литература. И па литература која би имала добиено. Германија што така као се слуша. Херта Милер, не. Браво, добар. Херта Милер. Ајде, Херта Милер. Херта Милер. Имаше една сега што таа доби сега што беше таа Грета Тунберг. Не знам, а оваа бе, да не е доби Нобелова награда, Агата Кристи, оваа американка, бе. Па ти Така е, Херта Милер. Трети точен одговор за 50 евра. Не знам, оваа Агата Кристи, дали такви романчиња. Агата Кристи. Таа една Малала имаше. Не знам. Па Индира Ганди, Индира ако... Ганди мислиш? Па не Едно сум ти е си... Ганди имаше, но кој Ганди имаше? И па другите се Ганди, машки, Раджуб Ганди, оно и татко и на Индира, и Джаро, како беше, како се викаше, не ми текна сега. Ајде, ако е... Кој беше Индира Ганди? Да. Што беше Агата Кристи? Па не сум сигурен за неја. Што идеш? Па таа уште една? Беше? Е, па, ако ти е... Се па нешто едно. Литература да видиме некоја германска. Немаше ли некоја од вама од скандинавците жена без за нешто? Нобелова награда. Како го кажа, имаше жена за нешто. А за нешто Нобелова награда. Американски или некој од тие, ако нема ништо, тие американски. Не знам американки, един со оваа ми текна писателка, не знам, друга жена која можела да има. Не знам. Не знам дали овие две се сигурни. Да ги зимаме парите. Не знам, 50 евра. Да не, без да се исплати ден од денеска, едно ручече. Да. Што имаш? За патни трошкови. Па те трошко. Уште 2 минути да помислим, уште 2 минути да помислим. Да помислиш, ви Слободно, слободно. емисијава да трае повише сега. Така е, слободно, размислувајте, немам ништо против. Да видиме. Знаеш, ти некој вамо Имаш уште 3-4 германки, имаше... Па не имаше една, некој имаше... Оте ме имаме од Африка, нешто. Малала. Она Грета Тунберг, не знам дали имаше Грета Тунберг, зашто што ја фаќа таму по... Чуеш, Агата Кристи може да има за литература? Не верувам. Не верувам. А тие... понова. Бронте? Некој тие? Не знам. Ова е релативно помлада, не од тие постари таму како вија Кири, ова ора тие стари. Не знам. Готово, чај. Ајде, Ајде, 50. Ке ги зимаме? Ти Ги зимаме. Честитки. Може би во оваа ситуација паметно, може би сега ќе ви текте кога ќе прочитам, ќе се Сигурно. подсетите да јас сум слаб, ќе си признам еве и пред гледачите на оваа тема. Среќа што ги имам таблетчево тука и ја ги знаев овие три ми се најпознати. За жал, нели, но еве затоа сме тука сите да научиме нешто повеќе. Жени добитнички на Нобелова награда, Грација Деледа, потоа Габриела Мистрал, Ирена Жолио Кири, Марија Склодовска Кири, кажавме секако, мајка Тереза Малала Јусуфзај, Нели Закс, Надија Мурат, Надин Гордимер, потоа Перл Бак, добри, ова име ми е познато секако, да, Селма Лагерлев, потоа Тони Морисон, Вислава Шимборска, Ширин Ебади, Марија Реси, Наргес Мохамади, па има надолу уште многу, како Аунг Сан Су Чи, потоа Барбара Маклинток, Бети Вилијамс, Вангари Матај, Герти Кори, Гертруда Елион, Сигрид Тунсет Тујују, потоа Табаку Карман, Франсуаз Барсинуси, Херта Миле, кажавме добро, Джейн Адамс, Джоди Вилијамс и така натаму. Браво за Јонче Бочко, од нели она негатива по првата одиграна игра успеа да направат целосен пресврт и на крај сепак да се заминат со каква таква парична награда. А ако сакате да видите што ќе се случи со ни во следното издание на Листа за 300, останете секако со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш не заборавајте да ми останете во добро здравје и ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!